нека е празникот на сите кои го слават денешниот ден Курбан Бајрам. Јас сум Катерина Нацева, а вие го следите централното издание на дневникот на К1 телевизија. Ова се настаните на денот. Земјата се уште се тресе, авторшоковите се уште продолжуваат. Општина Кавадарци ќе обезбеди финансиски средства за реализација на капитални проекти. Нови модернизирани катчиња за најмладите, во тек изградба на 4 нови детски игралишта во општина Свети Николе. Дванаесет земјотреси беа регистрирани во текот на вчерашниот ден. Граѓаните во паника и страф ќе се повторили Скопје 1963. Потресите продолжија. Денешниот земјотрес е дел од серијата потреси што го погодија Скопје и околината во изминатото деноноќе. И Велешани ги почувствуваа потресите. Елица Радевска на терен. Продолжува да се тресе земјата во Македонија. Денеска повторно земјотрес беше почувствуван во Скопје и околината. Според Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет, земјотресот бил со магнитуда од 2,3 според Рихтер, со интензитет од 4 степени, според Европската макросизмичка скала. Многу послаб од оној вчерашниот, кој зад себе остави пукнати ѕидови, надворешни оштетување на згради, страф и паника. 5,3 беше силината на истиот кој се осети и во Велес. Ден потоа Велешани велат дека го почувствувале потресот, било страшно, а дел од нив ги напуштиле домовите при тресењето. Ти бевме на ниско, само така малку јад, мажот ми кажа. Тресот бев на 11 спрат. Изнесува приличи да се луftираат. Кам Боже, шо ми се заврти нешто у главата. А останал сите собрани, вика, земјотрес. Да знае, мрда стои у место, да не мрдаш ни дека. Во зграда живеам јас, па страшно. Го осетивме, а не се исплашиме. По земјотресот кој вчера се осети речиси во сите градови во Македонија, излегоа и препораки како да се заштитиме и што е она што треба да се направи за време на земјотрес. Случајно анкетираните Велешани велат дека знаат што треба да направат, но во момент на земјотрес паниката е неизбежна. Слушава телевизија што кажува. А ние седиме во зграда, ама таа баш вчера бевме на викенд и на ниско беше. Иначе вика по скали да не се симењате, друго што таму под маса. Знаеме, не смеме надвор, мораме да бидем кај носачите на вратите. Таму стоевме, да ви кажеме. Таму стоевме, на носачите кај вратите. Препорака е да, ако сте натре у станот, да бараме место одедеме кај што е посигурно. Ако е можно побрзо да се излезе, тоа е најсигурно. За станавме ништо не правевме. Ти прочитавте препораките што да направите? Да. Да стоиш у место помеѓу прговите. Земјотреси не можат да се предвидат, а препораките се важни да се знаат. Тука правило нема. Ако дојде, добро дојде. Гледа да не те најде да биде повеќе од 5-6. Нема време, нема време да реагираш додека да видиш што е, како е да се збуниш. Не, земјотресот не е нешто што не можеш да го предвидиш. Поплава не можеш да предвидиш. Ако е во некои нормални рамки, нешто, некоја граница кај што може нешто да... Така, паника, страв. Некој вика после тоа има уште еден. Малку почекав да испаднав, ама нема правило. За земјотрес нема правило. На телевизија слушав дека као центарот требало за кризи да реагира. Што ќе реагираш? Од кај знаеш кај иде, што иде, кога иде, колкав е. Тоа е нагаѓање за мене. Не знам, може е моје мислење тоа. Може има некој друго, некој објаснување научно, не знам. Денешниот земјотрес е дел од серијата потреси што го погодија Скопје и околината во изминатото деноноќе. Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет информира дека во текот на вчерашниот ден биле регистрирани 12 земјотреси. Од Центарот за управување со кризи пак информираа дека граѓаните на телефонскиот број 195 во текот на вчерашниот и денешниот ден пријавуваат штети од земјотресот. Стапката на невработеност во Македонија е 24%. Ова е најниското ниво на невработеност. Трендот на намалување ќе продолжи, велат експертите, додавајќи дека ваквата состојба е резултат на странските директни инвестиции и владините мерки. Повеќе детали во прилогот на колешката Елица Радевска.
32 велешки компании досега се дел од проектот Македонија вработува 2. Тие, искористувајќи ги поволностите кои ги нуди државата, креирале 38 нови работни места. Од Агенцијата за вработување велат дека оваа бројка е добар показател дека компаниите и овој пат ја препознаа намерата на државата преку одредени финансиски бенефити да придонесе во процесот на намалување на невработеноста. А Македонија деновиве според објавените податоци го забележа на ниското ниво на невработеност во последните 25 години. Процентот на невработени сега е 24. Трендот на пад на невработеноста ќе продолжи понатаму, сметаат експертите. Велат дека за ова подеднакво удел имаат и странските инвестиции, а дека бројот на невработени во Велес драстично е намален, покажуваат и официјалните бројки. На 1 јануари 2006 година во Агенцијата за вработување биле евидентирани 15.268 лица кои бараат работа. После нешто повеќе од една деценија или на 31 минатиот месец оваа година, бројот на невработени во Агенцијата за вработување е 7285, од кои во графата активни баратели се впишени 3586. За прв пат во Македонија се организира конференција за вмрежување на компаниите од лесна металопреработувачка индустрија со странски купувачи. Праксата на развиените земји покажува дека вмрежувањето на компаниите со сродни дејности дава позитивни резултати. Се вмрежуваат компании од металната индустрија, оние кои што се дел од лесната преработувачка. Од 15 овој месец за прв пат своите услуги ќе ги понудат на странските компании. Македонија е домаќин на првата конференција за вмрежување на компании од ваков тип. Ова е настан кој што ќе биде поделен во два дела. Значи првиот дел ќе биде споделување на искуства на дел од домашните компании, дел од странските инвеститори кај нас, како и презентација на некои глобални платформи за поврзување на овие компании, а вториот дел ќе биде баш оној бизнис дел каде што овие 18 странски компании ќе се сретнат со преку 50 македонски компании. Во развиените земји, вмрежувањето на компаниите со сродни дејности е нешто што се практикува. Праксата покажува дека на овој начин може не полесен развој. Помрежувањето следна фаза е кластерско работење. Ние сме сепак помала земја која што има ограничен потенцијал во однос на колку може да купи од нашите компании и за секоја една компанија која што сака да расте и да се развива, мора својот пат да го бара и надвор од домашните пазари. Значи покрај домашниот пазар потребно да се најдат нови партнери од странство, дали тоа околните земји или од подалеку во Европа, па дури подалеку, значи во Америка, во Азија и така натаму, за да може да се зголеми нивните потенцијали за работа. На конференцијата се очекува да присуствуваат многу земји од Европа. Покрај директните деловни средби помеѓу домашните и странските компании, на конференцијата ќе се зборува за трендовите и новите технологии во индустријата. Општина Кавадарци ќе аплицира на јавниот повик објавен од страна на Министерството за финансии со кој ќе обезбедат финансиски средства за капитални проекти со кои ќе се подобрат условите за живење. Капиталните проекти со кои Кавадарци ќе аплицира според општинската пресметка се во износ од 40 милиони денари. Откако пред 5 дена Министерството за финансии го објави јавниот повик до општините да аплицираат за финансиски средства за капитални проекти со кои ќе се подобрат условите за живење, општина Кавадарци ќе се пријави на овој јавен повик со неколку проекти кои што според општинската пресметка тежат 40 милиони денари. Еве ќе спомнам неколку улици кои што се во игра за повлекување на овакви средства, тоа се во висина од околу 40 милиона денари. Тука е улицата Цано Попристов, значи комплетна реконструкција. Кога зборувам комплетна реконструкција, зборувам само за асфалтниот дел, не и за тротоарот. Улицата Пано Мударов, Мито Хаджи Василев Јасвин, комплетно заедно со 7 септември. Улицата Моша Пијаде, улицата Цветан Димов и улицата Никола Минчев. Значи планираме комплетна реконструкција на сите овие улици. Станува збор за реконструкција на голем број улици, со што според градоначалникот Панов, патната инфраструктура е еден од приоритетните проекти на градот. Вклопени со претходната реконструкција на Народен фронт, на Гоце Делчев и на уште многу други големи улици, ќе дадат една сосема поинаква слика за патната инфраструктура во градот.
Мислам дека ова ќе биде еден одличен потек и одличен потек од страна на Светска банка, секако и на Министерството за финансии, и очекувам во текот на оваа година да сите формалности бидат завршени за да наредната 2017 година, нели, по создавање на услови за градба да почнеме со реконструкција на сите овие улици во градот. Од првиот проект финансиските средства во вредност од 24 милиони денари општина Кавадарци ги искористи во образовниот систем, односно реконструкција на основните и средните училишта и дел од патната инфраструктура. Првата транша на вакви финансии бидат инкорпорирани во образовниот систем и друго видување дека сепак поголем приоритет е патната инфраструктура. Оттаму ценев дека и едното и другото се битни за Кавадарци, меѓутоа износот беше лимитиран и затоа се одлучивме, односно мнозинството на советници по мој предлог донесе одлука да тие 24 милиона денари ги инкорпорираме во гимназијата, во Тоде Хаджитефов и во индустријското училиште. Станува збор за втор проект на Министерството за финансии и Светска банка за подобрување на општинските услуги во вредност од 25 милиони евра. Краен рок за доставување на апликациите од општините е 2 месеца од денот на објавување на повикот, односно најдоцна до 7 ноември 2016 година. Во тек е реализација на проектот изградба на детски игралишта во општина Свети Николе. Покрај досега изградените детски игралишта во селата, во тек е изградба и на детски игралишта во градот. Со изградбата на овие игралишта децата ќе имаат модерно уредени катчиња каде ќе го поминуваат слободното време, ќе имаат можност сами да рекреираат и да се забавуваат. Во тек е реализација на проектот изградба на детски игралишта во општина Свети Николе. Досега изградени се 3 детски содржини во селата, а до крајот на годинава треба да заврши изградбата на останатите 4 во градот. Едно од неколкуте детски игралишта е лоцирано во новиот градски парк. Во градот опфаќаме 4 локации, значи во населбата Петугули, овде во новиот градски парк, на улица Скопска и во Поглед, кои се прават. 3 ќе се прават во селата, едно веќе се направи во село Горовинци, останатите се во Црнилиште и во Ѓуѓанци, а морам да напоменам дека минатата година направивме 7 вакви детски игралишта во останатите села и така да ќе направиме еден заокружен циклус секаде да имаме содржини каде што ќе можат токму оваа категорија на граѓани да посвети или да биде пријатно во дел од своето слободно време. Ова не е дел од програмата, потенцира Тасев, но по барање на граѓаните и во консултација со надлежните успеавме да направиме проект и да обезбедиме средства за негова реализација. Се работи за проект кој што не е во програмата, меѓутоа кој што реков Vox Populi, гласот на народот секогаш треба да се слуша. Проектот е финансиран дел од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, а од 20% го плаќаме ние како општина и наидува на доста добар одзив кај граѓаните. Целиот проект чини 11 милиони денари, а со 20% од вкупната сума учествува локалната самоуправа. ...221 ученик годинава се сместија во комплетно реконструираниот ученички дом Лазар Лазаревски во Велес. Според директорката Ѓурчиновска, секое вложување во домот е со цел учениците да ги добијат потребните услови и да се чувствуваат удобно, речиси како во свој дом. Со оглед на тоа дека и годинава домот работи со полн капацитет, се отвара прашањето за проширување на капацитетот за прием на ученици. Со почетокот на новата учебна година, ученичкиот дом Лазар Лазаревски од Велес со нов лик. Нова фасада, нови душици и реконструкција на тераси се само дел од комплетното уредување со цел поудобно сместување на учениците во новата учебна година. Тие задоволни од престојот во истиот. Втора година сум овде, задоволна сум со собите исто, со храната, со библиотеката. Тука јас сум 4-та година веќе што седам во овој дом. Јас сум многу задоволен. Условите се добри и се зборува добар за овој ученички дом и за тоа и престојувам јас тука. Јас сум 2 година овде, сум многу задоволна. Имам за учење е пријатно, може да се уче.
нема никакви проблеми, воспитачите се е супер. И оваа година ученичкиот дом Лазар Лазаревски работи со полн капацитет. 221 ученик престојува во истиот. Капацитетот е во моментот 221 ученик. Во ученички дом престојуваат ученици кои што се школуваат надвор од своето место на живење и се школуваат во едно 4 средни училишта во нашиот град. Најмногу ученици кои престојуваат во ученичкиот дом се од Вардарскиот регион, но има и од останатите градови, вели директорката на домот. Доаѓаат од секаде. Од цела Повардарија, Неготино, Кавадарци, Евгелија, Валандово, Демиркапија, имаме од Куманово, имаме од Штип, значи од неколку, од кај нас имаме од Богомила, Мартолци, Извор, значи и Велешкиве во поблиската околина на Велес, но и од многу други градови во нашата држава. Континуираното работење со полн капацитет на ученичкиот дом Лазар Лазаревски го отвара прашањето дека можеби треба да го прошири својот капацитет. Верниците од муслиманската вероисповед денес го слават празникот Курбан Бајрам. Нов предлог за забрана за превземање определени работни активности кои се поврзани со кривичното дело за обвинетите од предметот Еразмус достави обвинителството до Скопскиот кривичен суд. Вести од Македонија. Нов предлог за забрана за преземање определени работни активности кои се поврзани со кривичното дело за обвинетите во предметот Еразмус достави обвинителството до Скопскиот кривичен суд со цел да превенира состојби што можат да го попречат нормалното водење на кривичната постапка и за кои смета дека во овој момент од постапката се оправдани. Јавниот обвинител оцени дека покрај веќе изречените мерки на предпазливост има потреба од изрекување на мерката на предпазливост од член 146 став 1.7 забрана за преземање на определени работни активности кои се поврзани со кривичното дело со време траење до правосилно окончување на кривичната постапка. Имено и покрај истражната постапка забележено е дека обвинетите продолжуваат да ги извршуваат своите работни активности во рамките на економскиот факултет во Скопје и при тоа се во секојдневен контакт со студенти, а со тоа и со оштетените и жртвите во кривичната постапка што се води. Со оглед на тоа што кривичните дела за кои се води постапка се поврзани како со извршување на нивните работни активности, така и со студентите и со меѓусебната комуникација на факултетот, јавниот обвинител цени дека со судска одлука на обвинетите треба да им се забрани да ги извршуваат работните активности до правосилното завршување на постапката, се вели во делот соопштението на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Во месец ноември оваа година ќе ги објави годинешните извештаи за напредокот на земјите во процесот на проширување на Европската Унија. Како и минатата година, Република Македонија ја очекува нова условена препорака за отворање на преговорите за членство во Унијата. Оваа препорака ќе биде 8 поред за земјава според високи анонимни извори од неформалната влада на Унијата и оваа година ќе биде условена, јавува дописник на Мија од Брисел. Од Еврокомисијата одбиваат официјално да коментираат за содржината на предлог извештаите за оваа година во однос на сите земји од процесот на проширувањето. Она што може да се потврди, изјави портпаролката Коци Јанчик, е дека како и секогаш извештаите ќе бидат објавени на есен. Верниците од муслиманската вероисповед денеска го слават празникот Курбан Бајрам. Со утринската молитва Сабах намаз, а потоа и со молитвата Бајрам намаз почнува тридневната прослава во која почит кон Аллах муслиманите ја искажуваат со колење Курбан. Курбан Бајрам е 70 дена по првиот Бајрам во годината. Фитир Бајрам го одбележува денот кога е комплетиран светиот Куран. Хармоничните односи меѓу луѓето, меѓу човекот и светот и стремежот кон мир и благосостојба како основни принципи на исламот на Бајрам се исполнуваат со посетување на роднините и пријателите и со честитки и добри желби за секој намерник. Со овој празник се кронисува аджилакот кој важи за петти темел на исламот, кој е доказ за солидарност и благосостојба. Поглаварот на исламската верска заедница во Република Македонија, Реис ул Улема Хаджи Сулејман Ефенди Реджепи, по повод Курбан Бајрам упати порака и честитка до муслиманските верници.
133 лица настрада, а 395 се водат како исчезнати во поплавите во Северна Кореја. Повеќе од 100.000 лица биле принудени да ги напуштат своите домови заради зголемување на нивото на реката Тумен. Во продолжение вестите од светот. Турција има обврска да ја уништи групата Исламска држава на територијата во соседна Сирија. Обврзани сме да обезбедиме дека групата ќе биде оневозможена да извршува акција во нашата земја, изјави турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, како што соопшти официјална Анкара за време на последниот напад извршен на сириска територија. Турски авиони убиле 20 милитантни исламисти од Исламска држава. Ердоган смета дека сегашната мисија на армиските сили на Турција во Сирија представува само прв чекор во борбата за елиминација на оваа исламистичка милитантна група. Северна Кореја ги заврши подготовките за нова нуклеарна проба, јави јужнокорејската агенција Јонхап. Според извори на владата на Јужна Кореја, постои можност земјата да изврши нов нуклеарен обид во досега неискористен тунел на нуклеарен полигон во планина. Од јужнокорејската влада не прецизираат какви активности се одвиваат на нуклеарниот полигон Пунгени, каде беа извршени досегашните 5 проби. Во петокот, Пјонкјанг ја направи досега најголемата нуклеарна проба и објави дека успеале да монтираат боева глава во балистичка ракета. При тоа вети дека ќе ја зајакне нуклеарната моќ. Инаку посредбата со јапонските представници во Токио за соработка меѓу САД и Јапонија по повод нуклеарната проба на Северна Кореја, специјалниот пратеник на САД за Северна Кореја Сун Ким ќе го посети Сеул денеска. По обработувањето на сите гласачки ливчиња, Хрватската државна изборна комисија ги соопшти резултатите од предвремените парламентарни избори кои што се одржаа вчера, јави ХИНА. Според бројот на гласови, од вкупно 151 член колку што се одржи парламентот, Хрватската демократска заедница доби 61 мандат. Народната коалиција на чело со Социјалдемократската партија доби 54 мандати. Партијата МОСТ 13, 8 мандати доби партијата Жив ѕид, 3 мандати Историски демократска заедница. Партијата на градоначалникот на Загреб Милан Бандик доби 2, а Хрватска демократска заедница на Словенија, Барање и независниот кандидат Желјко Гласановиќ добија по 1 мандат. Останатите места во парламентот се наменети за представниците на диаспората и малцинствата. Претходно лидерот на Хрватската демократска заедница Андреј Пленковиќ изјави дека уште денеска ќе ги започна разговорите за потенцијални коалициони партнери. Лидерот на Народната коалиција на чело со Социјалдемократската партија пак Зоран Милановиќ вчера индиректно даде до знаење дека е подготвен за голема коалиција, додека лидерот на МОСТ Божо Петров им даде рок од 5 дена на двете партии да ги прифатат условите на МОСТ. Денес имаме сончево време со мала до умерена облачност. Највисоката дневна температура изнесуваше 29 степени. Во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион.
Со временската прогноза го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Вие понатаму останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!